собрани таму некаде, каде што сонцето заспива меѓу два рида, а месечината изгрева од извор на бистра вода. Таму ќе писне зурува да го распара воздухот и место да ја направи на тамбурата. Ќе грмне и тапан, за да научи чакорот да врви кроце, а кориите со него дружба да прават. Таму ќе се соберат вековите, да ја воскреснат традицијата запретана длабоко во коренот на нашето постоење. Ќе зберат и мерак и младост, да направат мегдам меѓу песната и орото, меѓу момците и девојките, меѓу шаретот и љубовта. Ќе потече песна, викната од глас кој одзвонува меѓу планини, како шепот ангелски, да разгори севда самонасетена, ама пак низ песна речена. Ќе се развие и орото раскрилено на два рида, да откорне возгишка од искона, за време минато, време татково, дедово, време незаборавено. Почитувани гости, почитувани пријатели на фолклорот, добро вечер и добре ни дојдовте на традиционалниот годишен концерт на културно-уметничкото друштво Илинден од Немирхисар. Вечерашниот концерт, насловен како фолклорен извор, ќе раскажува вечерва фолклорни приказни од повеќе региони во Македонија и ќе не почасти со нови фолклорни содржини од сликата на изворниот фолклор. Оној фолклор кој го бои нашето битисување со живите бои на носиите. Оној изведуван во природниот амбиент во дворот, на улицата, на гумнот. Оној кој обстоил заради нас и нашата иднина. Мијачијата, Разлог, Битолско поле, Скопска блатија и Железнец се нашите фолклорни дестинации за вечера. Пред да продолжиме да ги раскажуваме, го повикувам директорот на Домот на културата Илинден од Немирхисар Славче Велјановски да ви се обрати. Немирхисар, добро вечер. Почитувам градоначалник на општина Немирхисар, господин Никола Најдовски, почитувани представници на Советот на општина Немирхисар, почитувани раководители на институции, пријатели од Илинден Битола, почитувани соработници, драги гости, добре ми дојдовте во Домот на културата и добре ми дојдовте на годишниот концерт на Илинден Немирхисар. Како и секоја година, и вечерва сме тука, низ песни ора, интерпретирање на нашите играорци и играорки, да ја прераскажеме богатата фолклорна традиција на македонскиот народ и на нашата татковина Македонија. 31 година Илинден Немирхисар е неговочно македонскиот изворен фолклор и е верен чувар на таа македонска традиција. И оваа година која изминува, не заостанавме до тоа, туку напротив, го подигнавме нивото како на организацијски, така и на изведбен план. Изминатава година, Илинден Немирхисар постави низа рекорди на квантитативен поглед. Рекорд во членство во друштвото и рекорд во настапи на сите возрастни категории заедно. 180 членови и повеќе од 15 настапи во изминатите 8 месеци за нас беа голем предизвик, но и мотив во народниот период да постигнеме поголема организираност, постојаност и квалитет во друштвото. Годината со настапи ја започнаме со гостување во емисијата Качамак на ТВ Сител. Настапиме на фестивалите Инјевска гајда во Радовиш, Весел петок во Битола, детските регионални фолклорни смотри на Сојузот на фолклорни ансамбли на Македонија во Македонски Брод, фестивалот на Костенот во Македонски Брод. Бевме гости на самостојниот концерт на Илинден во Битола. Бевме домаќини на националниот фолклорен фестивал Великденски фолклорни средби во Немирхисар. Бевме домаќини на третата поред македонско-хрватска фолклорна вечер во Немирхисар. Настапиме на локалните чествувања на големиот национален празник Илинден во Сопотница, Журче и Смилево. Трета година поред, младите членови на друштвото се учесници на меѓународниот етнокамп Ѓердемо Бисери во Охрид. Успешно ги представиме Немирхисар и Македонија на турнејата во Република Хрватска. На сите овие настани, нашите играорци и играорки презентираа нови ора, нови песни, нови хореографии и се она што нашиот тим го работеше во изминатиот период. Во тој контекст,
би сакал лично да ги именувам, да им честитам и да им заблагодарам за трудот кој го вложија и го вложуваат по развојот на нашето друштво. Александар Стефановски, уметнички кореограф на друштвото. Леонтина Лазаревска и Јована Велевска, корепетитори во друштвото. Ангел Петковски, Златко Пешевски, Теодора Гогучевска, асистенти и помошници во друштвото. Сите играорци и играорки, членови на оркестарот, пејачката група и нормално раководител на друштвото Благој Груевски. Сакал јавно да им се заблагодарам на сите оние кои ни помагаа во сето претходно споменато да го оствари. Општината Демирхисар и градоначалникот Никола Најдовски, Советот на општина Демирхисар, Министерството за култура и сите останати институции, групи и поединци кои се вклучија во тоа. Голема благодарност упатувам и до нашите најверни пријатели од Кудилин до Битола за соработката која негуваме не само годинава, туку децении назад. Ви се заблагодарувам и на вас, драги родители и почитувана јавност, за поддршката која ни ја давате и за сите позитивни коментари, но и за сите критики кои ни ги испраќате, а кои се во интерес на децата и нашето културно-уметничко друштво. Ви посакувам убава и пријатна вечер, а пред да продолжиме со музичката програма, го поканувам градоначалникот на општина Демирхисар Никола Најдовски да ви сабрате. Благодарам. Почитувани сограѓани, почитувани гости, ви представува особена чест и задоволство што и оваа година имаме можност заедно да го проследиме традиционалниот годишен концерт на културно-уметничкото друштво Илинденот Демирхисар. Културно-уметничко друштво кое што представува вистински бренд на нашиот град и повеќе од 30 години е достоен промотор на македонската култура и традиција. Во таа насока, од моје лично име и од името на сите граѓани на општина Демирхисар, сакам да им упатам јавна благодарност, да им честитам и да им посакам уште долги години успешна работа. Ја искористам приликата и да се заблагодарам до раководството и сите вработени во Домот на културата Илинден во Демирхисар за безрезервната поддршка која што им ја даваат на сите членови, а што се внесува кон мене како градоначалник и општина Демирхисар, како во изминатиот период, така и во периодот кој што следува, секогаш ќе бидеме и ќе одговориме на сите барања и потреби на културно-уметничкото друштво со цел реализирање на сите нивни програми и проекти. На крајот, сакам на сите членови да им посакам здравје, среќа и многу успех во иднина. Ви благодарам. Thank you.
Почитувани гости, стигнавме до самиот крај на нашето фолклорно патување низ Македонија. За крај ни преостанува да ја проследиме кореографијата Сред село, со која го завршуваме годишниот концерт. Дозволете од срце да ви се заблагодариме за вашето присуство и за сета ваша поддршка што ни ја дававте во изминатава 2024 година. Ви ветуваме дека закажуваме нови вакви средби во следната 2025 година.
Ďakujem.